Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Имунитетот не штити од болести. Грижата за него не треба да биде само моментална или во ситуации кога сме болни. Потребна е континуирана посветеност за да го зачуваме имунитетот. Постои ли начин да го зајакнеме имунитетот? Кои се неговите тајни, на кој начин не штити од болести, ќе ни појасни денешната гостинка, професор доктор Лилјана Стефчева, доктор на науки по имунологија во САД, во пензија, која има предавано на Харвард и на универзитети во Калифорнија и Тексас. Професорке, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добро ве најдов. Имунолошкиот систем, сите знаеме дека е исклучително комплексен. Можеме да прочитаме дека ги памети речиси сите микроорганизми со кои што се борел. Ке можете ли на наједноставен начин да ни објасните како тој функционира? Вака, она што повеќето луѓе не го знаат е дека нашиот имунитет се состои од два дела. Ние имаме вроден имунитет и имаме стекнат имунитет, значи имунитет што го стекнуваме кон дадена бактерија или вирус. Вродениот имунитет е тој што веднаш реагира кога ќе дојдеме во контакт со, да речеме вирус, ама тоа се однесува и на бактериите исто така. Значи тој реагира веднаш и кај некои луѓе тој е толку јак што не доаѓа до инфекција. Затоа не е чудно зошто некои луѓе биле во близок контакт со заразен, а не се заразиле, а други луѓе се заразиле. Затоа што имале многу добар вроден имунитет кој што не дозволил, значи, да вирусот навлезе во организмот, да се размножи. Значи веднаш ќе се уништува на ниво на слузници, на ниво на епителиум. Тука имаме одбранбени механизми на вродениот имунитет. Стекнатиот имунитет се стекнува, значи му треба време на организмот да реагира на тој даден вирус. И тоа време е обично 2 недели. Се ствараат антитела, а исто така се ствара, има и клеточен одговор, клеточен одговор, антителата се произведуваат од страна на Б клетките. Значи, при стекнатиот имунитет ни се потребни околу 14 дена, кога прв пат ќе се сретнеме со некој патоген, како што е бактерија или вирус, додека да стекнеме имунитет, некој си. И потоа тој расте. Значи, првите 14 дена немаме антитела, или немаме во доволен број. Сега, во исто време, нема разлика. Значи, во исто време кога се сретнуваме ние со тој патоген, ние развиваме и антитела, развиваме и Т-клеточен имунитет. И двата одат паралелно. Така. Сега, кај некои луѓе, и тоа е индивидуално, кај некои луѓе одговорот на Б клетките е појак, па има повеќе антитела, кај некои луѓе одговорот на Т клетките е појак, па имаат повеќе Т клетки во организмот. Исто така зависи и од самиот вирус. Или еве кога се работи за вакцина, некои вакцини предизвикуваат повеќе антитела, одговор со антитела, други вакцини предизвикуваат повеќе одговор со Т-клеточен. Со мемориски клетки. Така, со мемориски. Кај стекнатиот имунитет, клетките кои што се среќаваат со тој вирус, тие го запамтуваат. И макар да после известно време антителата опаѓаат, да речеме, тоа е заради тоа што они се лачат, клетките кои што го лачат остануваат, тие се нарекуваат памтечки или мемори Б клетки. И докажано е дека они преживуваат, тие се долго преживуваат, некогаш и со години, а некогаш и доживотно, зависи од патогенот со кој сме се сретнале. Исто и Т клетките. Така да не е алармантно, тоа сакам да го појаснам, ако сте имале антитела, добар одговор, значи после вакцина или после прележан ковид, и после нивото на антителата ви опаднало, не треба тоа да ве алармира, оти е тоа нормално. Всушност, нивото на антителата е нивото што е во крвта, значи тоа со време се разложува, тоа се протеини, се разложуваат, но самите клетки што ги лачат се тука.
И при повторна средба со тој истиот вирус многу побрзо реагираат и веќе во рок од 2-3 дена тие ги лачат антителата дури и повеќе од тоа што било претходното ниво. Така, професор, го споменавте вродениот имунитет, вела дека 30% од луѓето на планетата никогаш нема да заболат од ковид, веројатно ова го објаснува токму тоа, но има лица кои што ја прележале болеста, биле вакцинирани со 2 дози, а сепак се разболеле од ковид. Зошто е тоа така? Има ли објаснување? Може да не создале имун одговор кон вирусот. Сега, за ковид, во главном проблемот е со постарите луѓе. Треба да ни биде јасно дека над 60 години имуниот систем се менува. И настанува она што го нарекуваме старење на имуниот систем или имуносенесенс. Значи, немаме веќе ние толку наивни клетки што ќе реагираат на тој антиген, на тој вирус. Така да, со други вакцини, кога се работи на вакцини кај постари луѓе, дозата на самата вакцина е скоро 2 пати поголема отколку што е кај популацијата што е до 50 годишна возраст. 60. Меѓутоа, овдека е тоа иста доза и заради тоа кои постарите луѓе може и да не развијат имун одговор или доколку тие се на имуносупресивна терапија, ако се примаат цитостатици, ако имаат некоја болест која што е имунодефициенција, значи како ХИВ, например, AIDS, СИДА. Така. Значи, тие може и да не развијат имун одговор или едноставно самата старост, значи годините. Така се намалува имунолошкиот одговор со годините, со старењето. А во однос на оние кои што прележале болест, како што е ковид, зошто се препорачува потоа да се вакцинираат? Па не знам, мене тоа, мислам, имаше истражување колку време трае имунитетот после ковид и беше докажано дека памтечките Б и Т клетки се присутни. Мислам, 3 компоненти од 5 компоненти што се јавуваат при имуниот одговор, каде над 90% од луѓето се присутни после 8 месеци. Сега не е истражено што се случува понатака, веројатно е во тек тие истражувања и колку тоа ќе трае, се препорачува после 6 месеци, чисто за да се зајакне тој имунитет што го има, може да се прими една доза, ама тоа зависи и од земја до земја, не секоја земја го препорачува. Некои научници излегоа со став дека по примени 2 дози вакцини, лицата е подобро намерно да се заразат со ковид, наместо да примат бустер доза. Тука имаше доста реакции. Можете ли да ни кажете на што ги темелеа своите убедувања и дали сето ова има логика? Па добро, јас не сум за тоа, јас лично, од проста причина што може да направите, прво може луѓето не развиле имунитет со 2 дози на вакцина. И сега вие ги заразувате. Значи може да направите бега да добијат јака инфекција со ковид, дури и да починат, така? Така. Мислам, нема гаранција. Ризикот е голем. Ризикот е премногу голем, а друго е тоа што имаме сега соеви на ковид кои што се различни, мутирани се. Така да, мислам, тоа што ќе се заразите може антителата што ви постојат со вакцините да не се толку не се толку ефикасни кон новите соеви. И може да направи. Тоа мислам дека е премногу ризично, по мое. А нивната логика веројатно се темели на тоа да ако се заразите демек со ковид, ќе имате повеќе антигени на кои што ќе одговорите наместо само шилестиот протеин што е во вакцините, освен Синофан, кинеските го имаат целиот вирус. Ама и тоа е меч со 2 оштрици, бидејќи постојат делови на вирусот кои што може да развиете вие антитела, кои што не се неутрализирачки, значи не го убиваат вирусот и што се направиле, всушност се зголемиле инфекцијата. Затоа што ќе се врзат, ќе ги привлечат макрофагите, ќе направите еден голем
одговор, имуноодговор, кој што нема да биде целисходен, нема да го убие вирусот, а поради тоа што имате фагоцитни клетки кои што доаѓаат тука и ги нели фагоцитираат тие клетки кои се заразени со вирус, вие ќе ги заразите и нив и понатаку ќе го расширите многу побрзо. Тоа значи дека не сите антитела се добри, колку што ве разбрав? Не секогаш антителата се на наша страна? Така, има антитела, за нас се најважни неутрализирачките антитела. Значи, антителата кои што кога ќе се врзат за вирусот, тие не му дозволуваат да тој влезе во клетката. А вирусот ако не влезе во клетката, не може да се размножи. Тој е зависен од нашите клетки, значи. Меѓутоа, постојат и антитела кои што ќе се врзат за вирусот и бидејќи се врзани за вирусот, телото ги открива како страни супстанци и привлекуваат од нашите ги привлекуваат неутрофилите, макрофагите, кои што ќе се обидат да ги мислат дека вирусот е умрен, значи, и ќе се обидат да ги фагоцитираат. Фагоцитирање е јадење на тие клетки всушност, значи. Меѓутоа, бидејќи тие се живи внатре, тие ќе инфицираат и самата клетка што го изела. И така се шири повеќе инфекцијата. Не е едноставно. Не е едноставно воопшто. Да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Добре дојдени се вашите прашања, почитувани. Телефонскиот број на Телма е 3076 677. Сите одговори ќе ги добиете од почитуваната професор доктор Лиљана Стевчева, доктор на науки по имунологија во САД во пензија, која што има тесна, значи, специјалност во имунологијата. Ние секогаш се обидуваме да ги викнеме најголемите професионалци во одредена област во Телма амбуланта за на најдобар начин да може да ни појаснат одредени факти околу проблематиката со која што работат. Професорка, поделени се ставовите во однос на третата доза, односно третата доза од вакцината, односно бустерот. Дали има потреба од неа, дали нема потреба? Дали вакцини кои што се темелат на вуханскиот сој, на дивиот сој, може да не заштитат од новите мутанти, како што е Делта сојот во моментот или пак еве ламда? Тие заштитуваат, но не со иста ефикасност. Значи, ако ефикасноста, например, на Pfizer е 92, мислам, или 95%, кај оригиналниот сој, кај Делта сојот е 86%. А додека на AstraZeneca беше 70, мислам дека 68 за Делта сојот. Значи, сепак заштитуваат, но не до таа мерка како оригиналниот сој. Имаме гледач на линија, а веднаш потоа ќе проговориме и за новиот тип на вакцини на кои што во моментот се работи. Добар ден за првиот гледач. Добар ден, ве поздравувам. Сакам едно прашање до почитуваната докторка. Повелете. Во контекст на тоа како што нас спомна, значи секој човек е сам за себе единка и зависно од родените стекнет имунитет. Значи, каква е неговата состојба? Па сега, значи, во тој контекст ми е прашањето за кого и како е, која вакцина е потребна и кај оние луѓе кои што имаат автоимуни и други коморбидитети. Која вакцина би била најповолна? И дали 2 дози и плюс бустер? Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Професор, ке повелете. Вака, прво ќе кажам за бустерот, што е мојот личен став. Значи, мојот личен став е дека може да е потребен бустер кај луѓе кои што се над 60 годишна возраст, заради причините што веќе ги спомнав. Нашите клетки стариот, одговорот не е исто јак како што е кај помладите луѓе. Така да можно е да има потреба од трета доза која што ќе го појача тој имунодговор што веќе постои. Сега, дали имаше и за тоа по социјалните мрежи, дали може друга вакцина? Може, нема, зашто да не би можела? Може друга вакцина, чак што више и подобро е друга вакцина да биде бустерот, заради тоа што вие не стварате имунитет само на шилестиот протеин, вие стварате имунитет на сите компоненти на вакцината што се примиле. Значи, сте примиле 2 дози, се створиле имунитет не само кон шилестиот протеин, туку кон се живо и диво што има во таа вакцина и не е толку ефикасна бустер дозата како од истата вакцина. Поефикасна ако е
примите друга вакцина затоа што веќе немате имунитет кон другите компоненти. Не знам дали бев јасна. А во однос, професорке, на пациенти на лица кои што имаат автоимуни болести, дали е сеедно која вакцина ќе ја примат? Лицата со автоимуни болести, јас мислам, мораат да се вакцинираат треба да биде вклучен нивниот лекар што ги води. Затоа што има автоимуни болести и автоимуни болести. Имаме системски лупус кој што е многу сериозна инфекција, може да доведе до откажување на бубрези и понекогаш кај такви пациенти, доколку има голема доза на автоантитела и не треба да ја примат вакцината. Мислам, тоа мора да биде оди во консултација со лекарот што ги води за автоимуната болест. Имаме уште еден гледач. Ќе го вклучиме и ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Гледач од Скопје, поздрав до студиото и до докторката. Благодарам. Вака сега ме интересира, ноември прележав јас ковид. После 6 месеци се вакцинирав со двете вакцини, јуни се вакцинирав со двете вакцини Pfizer. Па ме интересира дали би било проблем, нема да биде проблем, дали имам потреба или немам потребна за плюс трета вакцина да примам. Тоа е првото прашање. Второто прашање, како што ви кажав, значи ноември прележав ковид. Така. Пошто мојата работа е контакт со многу луѓе. После 3 месеца имав контакт со луѓе кои што беа ковид позитивни, но направив тогаш еден преглед на крвта, при што имав ниско ниво на антитела, но откако ми беше контактот со луѓето, со колегите после 3-4 месеца со ковидот, антителата ми се зголемија. Да. Дали постои таква можност при контакт прележан со ковид позитивни да ми се зголемат антителата? Значи тие ми се тие две прашања. Добро, до убави прашања, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Вака, тоа е нормално што ви се зголемиле антителата. Значи, вие веќе ги имате тие памтечки клетки што го памтат вирусот и антителата ги имате. И сега се среќавате со истиот тој вирус и многу побрзо реагира вашиот организам и ствара голема количина на антитела за да не дојде повторно до размножување на вирусот и болест. Значи, тоа е нормално што ви се зголемиле антителата при контакт со ковид позитивен и тоа си е само по себе како вакцина да се примиле. Што да ви кажам? Вие сте примиле плюс 2 вакцини, по сите правила не би требало да ви треба никаква трета доза, не знам колку години имате, не кажавте, тоа е важно, но ако сакате да бидете посигурни, испитајте антитела, видете до кај сте. Професорке, доколку некој прележал ковид, има многу високо ниво на антитела. Дали треба да прими вакцина во тој момент и постои ли ризик да се развие автоимуна болест доколку има преголема стимулација? Сега не би требало, зависи зависи од вакцината. Значи, повеќето од вакцините се базирани на шилестиот протеин само, така? Така. Така да, сите антитела што се ствараат против шилестиот протеин и повеќето од нив се неутрализирачки. Така да не би требало да дојде да доведе до некаква штета. Сега има вакцини како што се кинеските кои што се на целиот вирус, дел од антителата што се ствараат веројатно не се неутрализирачки и се јавува тој ефект на појачување на инфекцијата со антитела. Но рековте, значи, ако има примено 2 вакцини... Доколку е прележана болеста и доколку има големо ниво на антитела, постои ли ризик да се прими вакцина, бидејќи постојат некои такви дилеми помеѓу луѓето, да не дојде до некаков проблем како што е некаква болест поради преголемата стимулација. Споменавте дека повеќето вакцини се базирани на спајк протеинот, кинеската е со, ако не се лажам, умртвен вирус, но сега се работи на најнов тип вакцини. Ќе може ли да ни појасните какви се тие и која е нивната предност? Вака, прво да го одговорам претходното прашање, знам луѓето се збунети, бидејќи сега кај нас се бара да се вакцинираат многу побрзо, не после 6 месеци, него побрзо за да можат да влезат било каде. Не сум сигурна дека оправдувам тоа, ама сега, нели,
Затоа не решаваме ние, има кој решава. Зависи со која вакцина, јас не би се, доколку морате, мислите дека морате, да се имате многу високо ниво на антитела од самото прележување и морате да се вакцинирате со една доза, не би се вакцинирала со цел вирус. Нека и умртве, искрено. Затоа што барем ги елиминирате сите тие други антитела кои што може да не се неутрализирачки. Така, затоа што појавците не секогаш антителата се на наша страна. Така, повелете. За новите вакцини. Значи, овие вакцини се развиваат веќе, не се баш нови, мислам, повеќе време се одвива развивањето. Сега кај нас се зборува за таа иста вакцина која што е базирана на протеини, така? Пептидната. Таква вакцина има развиена Новавакс во САД, веќе подолго време ја има тестирано во трета фаза веќе 2 пати. По 10.000 луѓе, значи на 20.000 луѓе, ефикасноста се покажа да биде 96%. Зошто нема се уште добиено одобрување за таа вакцина, мене не ми е јасно. Знам дека бара прво од Европа одобрување, од Европската комисија, и мислам дека немаат добиено. Се уште не сум сигурна. А знам дека GlaxoSmithKline и Sanofi излегува со нешто слично сега, но нивната вакцина е поназад и они тек се во втора фаза, мислам. Клинички истражувања. Исто базирано на пептиди. Знам дека Новавакс имаше чак што више полесно е за такви вакцини да се модифицираат, затоа што само го изолирате тој протеин што е, тој протеин што е мутиран и го додавате. Они веќе направија и за делта сојот. А што се случува таму со одобрувањето и со набавувањето, не знам, видна вистина. Меѓутоа, тоа е факт. Неодамна излегоа научници со став дека нема да се постигне колективен имунитет со вакцините. На што се должи тоа? На мутациите бројни? Делумно на мутациите, а има и доста отпор кон вакцините. Не само кај нас, насекаде. Така да, мислам дека тешко ќе се, многу бавно оди, тоа можеше да се постигне колективен имунитет, да можеше да се вакцинира сите на брзина. А сега со ова бавно темпо му дозволивме на вирусот да си мутира таму кај што му вршиме притисок и вакцината веќе не е толку ефикасна. Мутациите се случуваат, професорке, само кај оние кои што не се вакцинирани или кај вакцинираните? Мутациите се случуваат кај сите. Значи, вирусот мутира, не ние. Така, вирусот, ние го притискаме со тие вакцини, затоа што му ствараме имун одговор, значи сакаме да го убиеме, и во одговор на тој притисок, тој си ги мутира и ги мутира точно протеините во главном кои што се наоѓаат на шилецот, бидејќи тој главниот преку шилецот влегува во клетките, нели? Сака да влезе пак. Така, тука, професор, ќе погледнеме еден блок реклами. Почитувани, останете на Телма. Продолжуваме веднаш по рекламите со денешниот разговор, кога ќе дознаете и низа интересни факти поврзани со нашиот имунитет. Останете на Телма. Професор доктор Лилјана Стефчева, доктор на науки по имунологија во пензија. Денеска зборуваме за имунитетот и веднаш имаме гледачна линија, кој што малку почека, ќе го вклучиме неговото прашање да го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Ви благодарам. Имам едно прашање. Сакам да прашам. Мојот сопруг е починат пред 1 година од ковид со многу брза прогресивна слика. Сега мене ми е прашањето за моите деца и за моите внучиња, пошто не знам колку генетски материјал имаат од сопругот наследено и дали е можно да имаат такви антитела што
такви антитела што наместо одбранбени стануваат агресивни. И стварно ми е страх, тие примија 2 дози на вакцина, поминати се 4-5 месеци од тогаш, дали треба да примат 3-та доза, особено за мојава внука, пошто мислам дека е генетски така по надворешен изглед многу слична на дедото. Така. Како може, мислам, да дознам или како да се пазиме ние, пошто мислам дека сме во поризична група. Ви благодарам за вклучувањето во Тилма амбуланта. Професор, ке повелете. Така, значи, не се плашете за децата, секој организам си е различен. Значи, тоа што се случило со сопругот, да почне и има многу агресивна слика, тоа зависи од количината на вирусот со која што дошол во контакт, не бил имунизиран, веројатно од самиот почеток многу брзо се размножил вирусот. Они веќе имаат имунитет некој, значи вакцинирани се, млади се, нема зошто да мислите дека би имал таков одговор кај нив. Може да помогнете со тоа што значи има некои работи за кои што ние треба да се грижиме за да си го одржиме имуниот систем и на тој начин може да помогнете. Со тоа што С витамин или D3, сончање надвор и така, мислам, нема зошто навистина да бидете загрижени. Они немаат такви антитела, може да створите само ако сте дошле во контакт со вирусот, значи ако сте биле заразени, а не ако сте вакцинирани. Така, да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Молам одговор од гостинката. За мојата сопруга има 62 години и на 12.5. прва доза, на 2.6. втора доза од Синовак оваа година. А на 26.8, значи после 2,5 месеци, се тестираше после 3 дена температура и кашлење, се тестираше има корона. Сега промина добро дома, на домашни услови, сега е више надвор од карантин, изолација, само банзев и лекови кај од инфектологот преписани и во ред е. Меѓутоа, ме интересира дали она може после пар месеци или веќе кога, пошто денес го слушнаме министерот Филипче дека изнад 60 години може да се добие таа 3-та доза, али Pfizer во овој случај би сакале. Така, дали вашата сопруга има потреба од 3-та доза? Конкретно за Pfizer прашувате? За Pfizer, зашто и идната година би патувале, доби сертификат за вакцинација, доби сертификат за преболено и така да она е призната. Коморбитети нема, сем лаган горе-доле притисокот и али тоа е више на психичка база. Така. Добро. Која она знае, има анксиозност, има депресија понекогаш, и е така мало по која зна, има мало по... Така, неколку килограми повеќе има од нормалното. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Да, моето мислење нема потреба, она веќе всушност примила 2 дози вакцина и се заразила. Значи тоа заразувањето со ковид е како 3-та доза, што нема потреба од повеќе кај нејзи. Така. Сметате дека нема потреба од дополнителна вакцина кај лицата кои што се веќе вакцинирани со 2 вакцини и потоа се разболеле од SARS-CoV-2, односно од COVID. Професорке, ајде да разјасниме неколку интересни факти кои што се поврзани со имунитетот. Јас се надевам дека ќе имаме време тоа да го направиме и да го погледнеме првиот телоп кој што гласи: бактериите го чуваат нашето здравје. Значи, обично се плашиме од бактериите, но еве научивме дека бактериите кои што се во нашите црева, значи цревната флора, е директно врзана со имунитетот. Дали е ова точно? Да, тоа е точно.
и бактериите во цревата со кои што ние живееме заедно имаат своја улога, со тоа што ние со нивното присуство предизвикуваат одговор на ниво на слузница и пошироко, воглавном се многу важни за развивањето на вродениот имунитет, оно што е непосредниот имунитет. Така да, тоа е точно. А дали по примена антибиотска терапија се нарушува имунитетот во наредните месеци? Има ли вистина во тоа, токму поради бактериите? Сега нема некои докази за тоа, не знам какви, но точно е дека во зависност од антибиотикот, значи на пример клиндамицин, макролидини антибиотици се многу јаки и тие ја уништуваат и цревната флора. Секогаш антибиотик треба да се прима по препорака на лекар и под надзор на лекар, затоа и не само антибиотик, туку треба да си ја надокнадите таа флора, во исто време да си примате пробиотици, да. И кисело млеко, јогурт, нели такви работи, за да си ја надокнадите. Се покажано е дека во некој случај значително се редуцира таа микрофлора, меѓутоа многу брзо се обновува. Да, а вие ќе му помогнете, значи, на организмот да воопшто не се ни редуцира. Ајде сега да го слушнеме прашањето од следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Вака, ве молам, прашање до професорката. Првата доза ја примив Pfizer на кога беше во јули. И требаше втората доза да примам на 6 септември. Меѓутоа во меѓувреме, крајот на август стана позитивна. Така да кога треба сега повторно да ја примам втората доза? Бивте само позитивна или имавте и симптоми на болест? Не, имав и симптоми, ја прележавте болест. Да, ја прележавме, да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. А колку години е слушателката? А дали сте се уште тука? Да. Колку години имате, на која возраст? 47 години. Така, во ред. Да, фала. Пријатно. Јас лично сметам дека не треба да прими втора доза, зашто она веќе примила прва доза Pfizer, се заразила, значи створила имунитет и кон вирусот преку инфекција, млада е, значи не е над 65 години. Не гледам јас некоја причина да ја прими од тоа да се прими уште една доза вакцина, искрено. Имаме уште еден гледач, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Сакам да ја прашам професорката, вакцинирани сме со сопругот со Sinopharm. Втората доза ја примивме на 2 јуни, а 2 септември се тестиравме и немаме антитела. Јас имам 1, нешто. Сега слушнавме за трета доза Pfizer. Дали ќе треба ние да чекаме 6 месеци, тоа доаѓа некаде околу декември. Така. Тоа е моето прашање. Дали би требало веднаш или зашто слушнав рекоа нешто 6 месеци. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма, професорке. Што во ваков случај? Значи втората доза била во август? Да, како што разбрав. Добро. Колку години, на која возраст се и дали имаат коморбидитети? Дали сте се уште на линија, дали имаме гледачката на линија? Не, се исклучи. Немам информација за возраста. Значи, ако се над 65 години или ако имаат коморбидитети, особено ако се работи за состојби во кои што постои имунодефициентност или примаат терапија, таква, да речеме, хемоцитостатици или кои што го супримираат, значи, имуниот систем, тогаш не треба да чекаат, треба да ја примат Pfizer. Така, во тој случај советувате да се прими што поскоро? Да. Така, ајде, уште еден гледач ве добивам знак, да го вклучиме и него, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Но прашање до докторката. Јас сум со еден бубрек. Вториот е со сонда. Вакцинирана и ревакцинирана.
после третиот месец, значи после ревакцинацијата, почнува бубрегот да боли. И сега јас на 3 месеци треба да ја менувам сондата. Дали е могуче да е од вакцината? Добро. Јас со еден бубрек, а другиот 27% работи и ја менувам сондата на 5-6 месеци. А сега само што се вакцинирав, почна, значи, проблеми со бубрегот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, можно ли да постои корелација? Што е причината за состојбата со бубрезите? Која болест? Дали се уште имаме гледачката на линија? Еве, понекога се потребни одредени подпрашања за да може да се добие конкретен совет. Дали ја имаме? Мислам дека се исклучи, не. Добро, вака ќе одговорам. Значи, ако причината за состојбата со бубрезите е автоимуно заболување, како на пример лупус или нешто друго, можно е да се работи да е проблемот со вакцината, затоа што доаѓа понекогаш до влошување на постоечката автоимуна болест и мора да се прати, тоа треба да се следи кај такви луѓе, штом ќе ја примат вакцината веднаш и да се реагира доколку дошло до влошување. Така. Да видиме уште неколку факти поврзани со имунитетот. Да го погледнеме вториот делоп кој што гласи: температурата и воспалението се непријатни, но се добри знаци за ефикасноста на имунитетот. Професорке, дали покачената температура всушност значи ефикасност на имунитетот и дали настинките го ослабнуваат или зајакнуваат нашиот имунитет? Вака се, температурата се покачува поради тоа што постои имунодговор. Значи, се лачат цитокини, интерлеукин 1, TNF и тие всушност доведуваат до покачување на температурата. Кај COVID, ако имате вие 37,5 да речам температура неколку дена и после тоа ви се качи температурата 38-39, веднаш треба да реагирате и да проверите зашто се работи, бидејќи тоа веќе не е како што треба. Значи, не секогаш температурата е добар знак. Аха, така, добро, ова што го разјаснивте. Да се покачила затоа што инфекцијата се проширила или постои секундарна втора инфекција со бактерии што се надоврзала, дошло до пневмонија и така натаму, така да во тој случај треба да се реагира и да се консултира лекар одма. Сите знаеме дека не е лошо дека е лошо да не биде намален имунитетот, но во пандемијата научивме дека не е добар и пресилен имунолошки одговор, значи не чини да е престимулиран имунитетот. Во овој период на пандемија некои земаат имуностимулатори, имуномодулатори. Професорке, дали е тоа можеби меч со две острици? Па доколку не гледам причина зашто би ги земале ако не се мислам ако сте здрави. Не. Доволно е, има некој, например, докажано е дека витаминот С има антивирусен ефект. А витаминот Д особено е многу важен за вирусните одговор кон вирусни инфекции, особено па кон COVID. Има навистина ефект. Селенот исто така ја појачува мембраната на клетките, не дозволува вирусите така лесно да влезат. Значи, некои од тие суплементи може да се земаат и многу е важен значи ниво на стрес да биде низ добар сон, така, ноќен сон. Да. Затоа што стресот предизвикува лачење на кортизолот, а кортизолот од друга страна предизвикува проинфламаторни состојби кои што може да доведат до влошување. Професорке, подетално за ноќниот сон и стресот, нивната корелација со имунитетот во некој друго издание на Телма Амбуланта, бидејќи тука денеска завршуваме и веќе завршиме со последниот телоп кој што беше предвиден во денешната емисија, кој што гласи: смеењето му помага на нашиот имунолошки систем. Значи, почесто се смееме, бидејќи на таков начин се намалува стресот. И ете, можеби можеме да си помогнеме и со насмевка на полесен начин да се одбраниме од надворешните фактори кои што придонесуваат да се развие болест. Ви благодарам за вашето гостување денеска.
Ви благодарам и јас вам и сакам да кажам дефинитивно смењето има позитивно влијание, постои и дури нешто што се нарекува терапија со смење или лафтер терапи, така да смејте се. Почесто да се смееме, што повеќе да се смееме. Да се надеваме дека ќе најдеме што повеќе причини за тоа. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, почитувани, ова беше се во денешната Телма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието, се гледаме утре и останете насмејани. До гледање.